Па е здраво. Денеска ги отворив и овие 3 парчиња на зреено месо. Меѓутоа, диво се работи за бут од дива свиња, кој е зреен на вториот начин. Најдов некој начин ово време да постигнам од 10 до 15 степени температура, за да го созрам за 30 дена. Па, еве, може сами да погледате како изгледаат. Еве ги. Вкусот не можам да ви го опишам, пошто не може да го пробате. Кој дошол кај мене, пробал и знае каков е вкусот. После ова сечење, за да го сочувам, се разбира. Користам кеси и вакуумерка, ги вакуумирам и ги оставам. Последното парче дое после да млекја сланината, што ја вакуумирав, таа беше 8 месеци вакуумирана, која отворив, грам вода немаше, грам она лига како што знае да има, немаше и беше премногу вкусно. Така да и овие парчиња сега ќе ги вакуумирам, па кога ќе им дојде просторот за дегустација и за мезење, ќе се отворат и ќе се дегустираат. Така да, еве како иде тоа. Оваа машинка е користена секогаш за вакуумирање. Сега ги поднаместам да не видат. Седи. Пуштаме. После вакуумирање се става во фрижидер, во обичен, не во длабоко. Во обичен и се седи, нема гајле. Дури можам да кажам дека уште пубава. Ево сега. Издишиме. Отвориме. Еве го. Како изгледа. Идеме на следните. Од некија ми остана уште некој парче, тоа овие сите ќе ги вакуумираме. Тоа прошлото ќе го тркаме, ќе го мезиме. Кој дојде на време ќе проба, кој не дојде, нема да проба, ќе отвараме друго и така иде. Машинче што го користам е доста добро. Неќа многу да кажам, да не испадне дека рекламирам, а не ми е тоа целта. Да беше за реклама или финанси, немаше ни рецепт да кажуваме, ни ништо. Ево го, тоа е тоа. Так, ево го. Идеме последното парче. Може би досегам понекогаш, ама сакам секојаш да ги знаете сите детали околу правење припреми и околу нормално задржување на квалитетот и самото месо. Инаку дивото стварно е прекрасно. Стварно е прекрасно. Дори можем да кажа неки многу е повкусно и од она питомото било какво месо, од кој дел од свињата го спремаме. Ова доаѓа нешто ко припрема на јунешко, така нешто доаѓа. Меѓутоа пак ќе ви кажам, треба да внимавате на зачинот. Некојаш викаат некој зачин премногу оној. Истражувајте се сами. Ја ви кажам од прилика дозерите како идат. Пробуете.
ипак е тоа ствар на вкус. Ако мене ми се свиѓа еден, значи вас не може да ви се свиѓа. Не мора да ви се свиѓа. Фала уште еднаш што ме следите. Фала уште еднаш што ја посетувате страницава и што се нафативте заеднички да го работиме овој тип на месо. И се надеваме во скоро време ќе стигнеме до совршенство, ќе стигнеме кај што сите ќе бидеме задоволни од овој тип на припрема. Поздрав уште еднаш од екипа на Зреена месо.мк. Секој време јавете се, ние сме тука да ви помогнеме да стигнете до совршен производ. Фала. Чао.